Поштовани слушатели на Македонската радио програма, денес разговор ќе водиме со професор Бранислав Светозаревиќ Покорни, историчар од Република Македонија, мощне значаен, врвен историчар спрема моите ставови, спрема моите забелешки, односно она што имам, што читам од него, што има напишано. Професоре, добар ден и добре дојавте на Македонската радио програма. Добар ден, поздрав до вас, до вашето радио и до вашите слушатели. Јас најнапред интервјуто, еве за како вовед ќе го водиме околу писмата на Љубомир Милетич до рускиот лингвист за кој ќе зборуваме покасно, меѓутоа најнапред јас сакам да во воведниот дел да ви честитам за успехот на книгата Македонците околу 2700 генезата на македонскиот јазик и на македонското име. 2700 години така беше книгата. Со оваа книга на македонски јазик, овде ќе ја представам на англиски јазик, на македонски јазик постигнавте значаен успех и ова го зборувам затоа што ги следев вашите настапи во иселеништвото, ги следев реакциите во Република Македонија, а исто така и овде во Австралија. Најнапред честитки за ова ваше големо дело и што наиде во едно право време на олеснување или амортизирање на проблемите на македонскиот јазик, на македонскиот идентитет и името. Благодарам за убавите зборови. Навистина, јас очекував дека ќе има одлична реакција, меѓутоа не очекував во вакви димензии, да дојде до моментот кога македонците фактички ќе ја прегрнат оваа книга и имам неверојатни искуства околу тоа какви луѓе запознав и не само во Македонија, сега зборуваме за книгата што е на македонски јазик, туку и во секаде каде што живеат македонците во светот. Тоа се едни прекрасни искуства кои можам, ако дозволите, да ги споделам. Да, повелете. Со вашите слушатели. Да. Имено уште од првото издание кога се појави книгата, предизвика голем интерес тука во Скопје, меѓутоа веднаш почнаа да ми се јавуваат и македонци од Европа, Австралија, Америка, Канада, и имаше многу интересни искуства затоа што прво за мене беше чест што запознав такви луѓе. И ние преку нашата книга и ние двајца се запознавме вака преку книгата и воспоставивме соработка и еве до ден денес трае многу успешно. Се надевам и во иднина. Например, кога ми се јави значен човек од австралиската заедница на телефон, првото што ми го рече беше да чекавме 60 години да се појавите. И мислам дека со една реченица кажа се, сосема доволно човек да се најжи да сфати дека е на вистинскиот пат и направил нешто добро. Запознав, благодарејќи на оваа книга, запознав луѓе кои се многу успешни во светот, а за кои јавноста кај нас не знае. Ние всушност и не знаеме каков потенцијал имаме меѓу нашите македонци во светот. Тоа мора да се признае јавно, за да можеме и да бидеме пореални во нашите релации, но тоа е друго прашање. Може би е интересно да се каже, например, дека од Соединетите Американски држави исто така ми се јавија многу интересни и успешни луѓе, бизнисмени од Европа, и јас навистина не можев ни да сонувам дека имаме
такви луѓе на толку значајни места по универзитетите во светот и така натаму, а сега не би издвојувал имења за да не направам грешка во смисла на да пропуштам некој. Ми стана и големи пријатели тие луѓе, но и многу ми беше важно, еднакво важно, оние обични луѓе што ги велиме условно, затоа што секој човек е за себе голем, но луѓе кои може би не направиле некакви кариери, но затоа пак толку се искрени во нивните искажувања, што, например, мене исто така многу ми значеше. Например, едно искажување на еден човек вели: знаете што, јас многу слабо читам, многу ретко читам нешто. Меѓутоа, оваа книга мене ми е потребна само да вика пред мене да биде во таа соба, вика или на еден човек кој рече дека ова книга представува лек против македонската, односно нарушувањето на македонската самодоверба, која ни ја прават пропагандите, бомбардирани сме, вели, верувајте, од сите страни, вика, не напаѓаат, вика, со фалсификати, и ова нас навистина, овие документи многу не значеа, затоа што на некој начин таа нарушена самодоверба ни ја враќаат навистина најдостоинствено што може. И икс други примери кои мене само ме охрабруваа да продолжам да работам и да се она што го вложив во нејзиното создавање испадна дека за се вредел. Освен тоа, таа книга, да речеме, се преведена на англиски јазик, а во моментов се преведува уште на 3 јазици: руски, чешки и српско-хрватски, што значи ќе биде покриено и тоа подрачје, а има и некои други иницијативи на други јазици, но за тоа ќе можеби во некоја друга прилика, додека не се создадат услови. Што се однесува до книгата, можам уште интересно да кажам дека... Да кажете за вториот дел, вториот том на книгата. Да, и тоа може да кажам, но мислев на ова, дека донирав многу книги меѓу македонците наши во Пиринска Македонија, во Егејска Македонија, во цела Албанија, во гора на Косово и во градчињата во Војводина каде што живеат наши македонци. Да, особено во Преспа имавте еден одлична одбрана на македонскиот идентитет која постигна илјадници, стотици и да, точно. Да, така беше. Тоа беше ненамерно нешто, сосема дојде спонтано. Тоа беше за 24 мај, денот на Кирил и Методи. Јас имав промоција на книгата во Преспа и плюс имав филателистичка изложба на истата тема Кирил и Методи. Не знаејќи дека тука се вртат новинари бугарски кои фактички цело време не барале, а ние бевме во селото Гловочани и таму навистина беше многу успешна средбата, за да на крајот кога излеговме да се фотографираме за заеднички спомен, се појавија бугарските новинари и испадна тоа интервју кое стана брзо вирално, преку 1 милион прегледи за 24 часа, и тоа навистина имаше голем ефект во популаризирањето на книгата. Пред да кажам за вториот том, ако ми дозволиш, би сакал за англиската верзија, тоа е интересно за нашите слушатели. Англиската верзија на македонци веќе ја подарив на преку 50 универзитети во светот, а продолжува понатаму донацијата и на значајни институции научни и посебно на професори универзитетски во Соединетите Американски држави и во Европа. Се надевам дека
ќе успеам и во Австралија истото да го направам. А благодаречи токму и на таа донација, дојдовме и до поддршката која дојде од Карловиот универзитет, од професори на Академијата Чешка и на Карловиот универзитет, и од таму некако почна со нашите македонци, прекрасни луѓе во Чешка, кои започна иницијатива и веќе голем дел од книгата е преведена на чешки јазик, и желбата на одредени професори истата книга да се промовира токму таму, се надевам на Карловиот универзитет. Ете, тоа е вака накратко. Исто книгата е поделена на сите амбасади во Македонија, за да се запознаат со она што е наша историја, нешто што немаат можност на друг начин да дојдат до неа. Например, австрискиот амбасадор, кога му ја подарив книгата лично нему, тој ми вели, па добро, вика, од кај ти е книгава? Па викам, јас сум ја напишал. Вика, зошто до сега немате вакво нешто? Вика, нам ни е потребно и на странците кои сме тука, вика, немаме литература, вие морате на ваква литература многу да работите, на други јазици да преведувате. Да, за жал, меѓутоа сте осамени и институциите во Македонија, добри патриоти македонци, слабо ги подкрепува или воопшто не ги подкрепува. Јас можам да кажам од моје лично име, но овде можам да видам, бидејќи на вашата книга не стои ниту едно име од владата или пак од институциите, универзитетите или пак Институтот за национална историја и така натаму. Ова е само мој дел во, не сакам вие да бидете смешани како професор и позната личност, но меѓутоа, бидејќи тоа го спомнавте, јас низ годините сум ги имал тие потешкоти, сакам да го потврдам она што го гледам тука пред мене, професоре. Ајде да одиме понатаму. Сега, вие направивте уште една голема македонска работа околу македонскиот јазик, иако не сте филолог, лингвист, напишавте, односно ги разработивте писмата на Љубомир Милетич од 28 година до 37 година, до неговата смрт, испратени до рускиот лингвист Афанасий Селишчев. Така, сега за нашите слушатели и оние кои не следат на Фејсбукот и на YouTube, сакам да започнеме со прашањето како дојдовте до овие манипулации. Впрочем, јас и насловот го ставив, го превзедов од вас, како невистината се трансформира во вистина. Да, под наводници вистина се разбира. Да. Оваа книга е заедничко дело со колегата Драган Јачовски од Скопје и во оваа прилика му се заблагодарувам за успешната соработка. Пред тоа само да одговорам на она претходно прашање, значи при крај е книгата, она што ме прашавте, Македонци втор дел, односно уште нови 1000 сведоштва од вкупно, значи во двата тома, преку 40 држави во светот. Од Австралија до Канада и од Аргентина до Јапонија, а најмногу се разбира од Европа. Сведоштва во кои се среќава името Македонци на овие простори. Меѓутоа, сега во вториот том, плюс од ова има и сведоштва за споменувањето на македонскиот јазик, буквално македонски јазик, во литературата во Западна Европа и Русија од 15 век па до 1944 година. Бев многу фасциниран од големиот број на литература која постои во Западна Европа
од 15-тиот век, во кој експлицитно се споменува македонскиот јазик, и сето тоа на еден архивистички начин го подредив, го систематизирав, и тука архивистиката, бидејќи нели јас сум и историчар и архивист, архивистиката ми помогна многу во систематизацијата, а систематизацијата на голем број на документи и извори дава слика за една така наречена, значи, масовни податоци кои дава слика која не може да се создаде на друг начин, освен преку систематизација, анализа и на некој начин сите тие податоци кога ќе се подредат се добива една многу комплетна слика за тоа прашање. Така што се очекувам дека некаде во септември-октомври месец ќе излезе од печат и ќе биде на големо задоволство на сите. И се надевам дека понатаму ќе особено на бугарите и на грците. Тоа е прашање, но во секој случај одиме понатаму. Мислам дека ова беше неопходно да се направи, затоа што е единствена интегрална студија која се занимава со името македонци, затоа што ние имаме многу напишано за македонската црква, за македонскиот јазик, за македонската државност, меѓутоа за името македонци ова е прва таква интегрална студија. Но добро, еве да прејдеме, ако дозволувате, на следното прашање, како се дојде до оваа книга, како се дојде до овие откритија. Так, да. Уште за време на припремата на мојот докторат од 2008 до 2012 година, кој се претвори после во книга, огромна книга, една студија, многу специфична, македонците во Тетово, од Алатурка до Алафранга, го следи специфичната промена на начинот на живењето од ориентален во проевропски во првите 50 години на 20-тиот век. И тоа е една обемна студија од 1100 страници, со 770 фотографии, со огромна библиографија, од 100 страници само библиографијата и така натаму. 7000 имиња преработено, тука ги има обработено. Меѓутоа, за да дојдам до сите тие податоци и тој целиот систем, односно, прашањето беше како една генерација за 50 години доживеала 7 системи, да замислете сега, еве, мојот прадедо, Трајче Цветановски Бајрактар, тој бил локален војвода во Тетовско, на ВМРО, како тој на 900 година имал 27 години, а 49-та починал, значи тој доживеал 7 системи различни, 3 режими, 4 војни, Илинденско востание, Младотурска револуција, 2-3 економски кризи и така натаму. Што се случува со такви луѓе? И неминовно дојдов, меѓу другото, и до книгата на познатиот, светски познатиот лингвист и филолог Афанаси Метвеевич Селишчев, под наслов Полог и неговото бугарско население. Една голема студија, кога ја разгледа, видов дека се работи за многу сериозен труд, кој навистина остава силен впечаток, и се би било прекрасно ако во тоа не ми падна мене како архивист и како историчар во очи прво дека нешто тука е многу тенденциозно со самото име на народот, на јазикот, на дијалектите и така натаму. И веднаш почнав со проверка. Да, и тој цели, значи 95 години
не само бугарската наука, туку и македонската наука и светската наука го користи како еден силен адут за бугарската кауза, за жал, и почнав да се интересирам повеќе и тогаш открив дека тој е автор и на книгата Очерки по македонској диалектологија на руски, односно есеј за македонската диалектологија од 1918 година, и од друга страна има за словенските диалекти во Албанија. И сега тука има една голема недоследност. Во една книга е македонски диалекти, во втора книга се бугарски диалекти, во трета словенски диалекти. А истиот автор? И јас наместо на истиот автор. И сега јас наместо да се занимавам да искористам од него податоци од книгата за она што ми беше потребно, почнав да се интересирам повеќе, да го проверам што е ова со авторов, што се случува. И тогаш ти добро знаеш што како доктор по историски науки, дека по проверката на текстот и она што се цитира во фуснотите, може лесно да се провери дали има одредени недоследности. Мене не ми требаше многу, затоа што јас претходно веќе тие што тој ги цитира како автори, јас веќе сум ги прочитал нивните дела. Так. И тогаш видов дека кога, например, книгата е направена во тој стил, дека тоа е веќе елаборирано 1000 години, е јасно дека македонци не постојат и македонски јазик, туку бугари и бугарски јазик. Веднаш кога цитира, например, го цитира Карл Хрон, например, не може а да не каже дека Карл Хрон смета дека македонците се посебен народ и дека тие зборуваат посебен јазик. Не може да го користи Јован Цвијќ, затоа што и тој признава дека е тоа така. Не може да го користи Петар Драганов да го цитира, а при тоа да не каже, барем во фуснота, не објасни дека сепак тој не се согласува со неговите станови, затоа што Петар Драганов во неговите обемни дела докажува дека станува збор за посебен јазик и посебни диалекти. И од тука веќе почна мојата потрага долгогодишна по конкретните докази. Значи, мене ми стана јасно дека се работи веќе за фалсификат, но ги немав конкретните докази. Сето тоа траеше до 2022 година, крајот 2023 веќе, и во целата потрага се приклучи колегата Драган Јачовски, со кој се договоривме. Инаку Драган Јачовски е одличен аналитичар и познавач на бугарската, српската и балканската литература, вклучувајќи се, разбира, и македонската литература, историска научна, за да почнеме со проверка каде можеме ние да ги најдеме конкретните докази како дошло до таков пресврт. Еден голем советски и светски познат лингвист да докторира на македонски диалекти, за да после 10 години напише книга за бугарски диалекти, и тоа за најоддалечениот диалект географски од Бугарија. И тоа сето не натера да одиме понатаму. Ние свативме дека треба да ги провериме архивите во Бугарија и во Русија. За наша среќа сега има можности дигитално да се проверуваат, и ние прво почнавме да проверуваме што има во бугарските архиви, односно дали постојат писма испратени од Селичев до бугарскиот академик Милетич, за да видиме што тие комуницирале пред да се создаде оваа книга. Затоа што, зошто Милетич, веднаш се посомневавме во него, затоа што Милетич има многу написи за него каде што го фали и дава рецензии за Селичев,
Потоа Милетич е председател на Македонскиот научен институт, јас го велам антимакедонски научен институт во Софија, и издавач на списанието Македонски преглед, во кој го среќаваме и Селишчев. Што значи се покажа дека тука има една богата соработка меѓу нив двајца. Исто така и самата книгата Полок и его болгарское население од 1929 година е издадена токму од Македонскиот научен институт. Токму затоа ние почнавме да ги бараме таа комуникација, тие писма. Писмата меѓу двајцата сега се Лишчев, да. И да го само за нашите што го следат. И да. Милетич, ова е Милетич, претходниот ова е Селишчев Русинот. Интересно е само збор два за Милетич. Имате напишано дека по потекло е Србин. Да, тој всушност по татко е Србин од Банат. Од Банат дојден во Штип и во Белес, работел како учител и работел, веднаш се приклучил на иницијативата на познатиот бугарски преродбеник, но и најпознатиот Петко Рачов Славејков, пропагандист на бугарската пропаганда на каузата во Македонија, и тој го среќаваме и како дописник на списанието Цариградски вестник Македонија и така натаму. Тој веќе почнал да соработува со нив на таа пробугарска линија и имал сопруга, нели, од Велес, а после соработата прешле во Штип и од таму Милетич, фактички, ова е многу интересно да се каже. Татко му на Љубомир Милетич е Ѓорѓи Милетич, брат на еден од најголемите српски преродбеници, Светозар Милетич. И тоа некако во бугарската историографија се сака да се негира, односно не да се негира, туку да се избегне. Да се избегне. Да се избегнува, да не се зборува многу за тоа. Но таму кај што мора некаде е неизбежно, односно каде што други ги соочуваат со тоа, тие најдоа дека фактички велат, ама тие се банатски бугари. И затоа и тоа го има. И затоа Ѓорѓи прифатил таа бугарска, односно, нели, како да наречам сега, не само кауза, туку и припадност, а во исто време неговиот брат е еден од најголемите српски природбеници, на негово име се водат училишта, институции, улици и така натаму во Србија. Но, ете, нашите колеги во Бугарија имаат напишано, јас негде избрав околу 99 монографии посериозни за Милетич. Тој представува голем авторитет, тој е ректор на универзитетот, еден од првите ректори на универзитетот во Софија, тој е председател на академијата, значи пар екселанс. И тие го нарекуваат во наврати и како икона на бугарската наука. Но, за жал, не можеме целосно да се согласиме со таа една констатација. Тоа е, се разбира, нивна одлука и желба и гледање на работите, но ние од македонска страна не можеме така. И затоа почнавме оние истражувања да ги водиме, рековме, и по архивите и по литературата, да не заборавам, барајќи во нашата историографија нешто што ќе даде една нова, ќе фрли една нова слика на Љубомир Милетич и на Селишчев и воопшто на книгата и така натаму, по долго барање успеав да дојдам до книгата на Ѓорѓи Балашчев, издадена 1934 година по повод 70 годишнината на Милетич, која
во Македонија не може да се најде ни еден примерок, а во Софија исто, во Бугарија не можев да најдам, а во КОБИС системот, значи, во библиотеките се води само еден примерок во универзитетската библиотека. Ми падна чудно зошто нема повеќе примероци и тоа исто така ми беше мотив да продолжам. Успеав да дојдам до неа, до таа книга и тогаш ми стана јасно зошто само еден примерок има. Таа долги години беше само достапна на одреден број бугарски научници, не беа сите во можност да ја видат. Ѓорѓи Балашчев е охриџанец, инаку голем бугарски деец, во Бугарија ја гради својата кариера и дава придонес во музеологијата, во историографијата, во филологијата и така натаму, но е крајно критичен кон се она што се смета антимакедонско, тенденциозно, и во тие услови тој е малку специфичен. Луѓето избегнуваат со него да влегуваат во судири научни, но тоа не го спречува да ја напише книгата во која докажува дека, сега не ме држете за збор, преку 30 научници од Европа и од Бугарија ги критикуваат научните дела на Милетич како многу тенденциозни, произволни и некоректни во најмала рака. Но и многу тенденциозни, затоа што Милетич, за да се покаже како, не знам, голем бугарин или не знам која му била таа тенденција, секаде каде што оди наоѓа бугари. Например, за него и романците се бугари, украинците се бугари, така натаму. Исто и да не зборувам за Македонија. И тоа веќе ни даде нова насока, инаку јас се посомневав во Милетич кога ги користев неговите спомени на нашите војводи. Например, интересно е тоа за Илинденското востание. Мене ми требаше, например, за еден војвода, Лука Ѓеров, многу познат војвода, кој бил задолжен за Кичевскиот регион, Мијачијата и така натаму, кој исто запишал негови спомени, меѓутоа ми падна веднаш во очи во текстот каде што го цитира, никаде војводата не споменува бугари, бугарски комитет, бугарска револуционерна организација, бугарски револуционери, а во сите наслови што тој ги ставил на тој текст Милетич и поднаслови, секаде бугарско е наведено. И тука видов негова недоследност, дека всушност он не се повикува на она што го дефинира војводата, туку тој самиот додава за да на читателот веднаш му внесе дека се работи за бугарски комитети, за бугарски револуционери, не знам, за бугарско население и така натаму. Затоа ја најдов таа книга и тука веќе се откри се. Дури Балашчев го критикува и за овие спомени, затоа што вели тотално ненаучно ги направил. Тоа можело, вика, било кој да го направи, и новинар или некој публицист, а не доктор на науки, на таков начин. Не употребувал никогаш никакви архиви за да провери нештото и произволности има многу. Значи така стигнавте до писмата на Милетич со... Сега вака. Значи, веќе имаме силни сомнежи до Селичев и силни сомнежи до Милетич. Ги најдовме дека соработувале и сега отидовме во архивите. Тука да ве прашам за книгата на Бугарската академија на науките, на уметностите. Каде таја завзема дел во... Да. Тоа е оваа книга. Така се. Дали таа издадена е 2020, така? Да, 2020 година за официјалниот јазик. Ве иритираше и таа
покрај писмата. Веќе ова книга, професоре, ова книга кога излезе од печот, веќе вие ги имавте комплетно оние писма од 28 година до 37? Не. Не, а? Се уште ги немав. Ги откривме минатата година во пролета, во март месец 2024 година. Ама оваа книга е наменета токму од Бугарската академија за да застане зад резолуциите кои ги носи Бугарското собрание. Значи, ова не е научен, туку класичен политички памфлет за да докаже пред бугарската и светската јавност дека не постои македонски јазик, туку дека тоа бугарски јазик. Сега, меѓу доказите нивни таму се наоѓа и книгата на Селишев. Значи, тие ја употребуваат книгата 95 години за лажно да прикажуваат, да се повикуваат на тој руски авторитет советски пред лингвистите во светот, затоа што тој многу има напишано, ама тука ќе откриеме сега преку писмата зошто попуштил пред Милетич околу оваа работа. Но тие ја користат како оружје против македонството. Цело време Бугарската академија, сите институти и бугарската држава. И ние после тоа во книгава направивме анализа. Можеме да претпоставиме дека станува збор за пари? Така е. Така е. Прво за пари, меѓутоа има уште нешто многу посилно од тоа. Парите не се мали. Ние замолив некои кои во таа работа се разбираат, тие над 40.000 лева тогашни, сега се некаде вредност можеби околу над 200-250.000 евра. Голема сума. Значи тоа за книга, јас од мој 16-17 книги, само на две државата ми помогнала по 50 до 100.000 денари, значи тоа е, другото се сам сум ги наоѓал парите. Можеш да замислиш што значи тоа некој да ти даде пари да изградиш куќа за едно дело. Недело. Но не дело, така, не дело. А веќе имаме откриено и други еминентни руски научници кои им е понудено и добиле 10 пати и повеќе од оваа сума на пари. Имаат купувано бугарската држава и куќи во Париз и така натаму. Но има и такви докази каде што руски авторитети не прифатиле за ниту една пара да се нафатат. Значи, овие им нуделе на сите. Почнале со првата книга, кога докторирал Љубомир Милетич, дошла една екипа во Русија, во Советскиот Сојуз, тогаш во 1918 година, книгата Есеи за македонската диалектологија, тие му понудиле да му дадат хонорари, значи Милетич и неговите колеги, големи хонорари, да му ја испечатат книгата на руски и да ја преведат на бугарски и на германски јазик. И тоа било нешто фасцинантно за него, како млад научник. Но му рекле, ова е се супер, вика, само вика мали измени ќе направиме. И сега вика, добро, какви измени? Па вика, ова наместо да се нарекува книгата Есеи за македонската диалектологија, само ќе додадеме да се нарекува Есеи за македонската диалектологија на българскиот език. И во тоа време Селишев бурно реагирал и одбил такво нешто, такви измени да има. И тие му предложили исто така во самата книга, во текстот, исто каде што пишува македонски диалекти, да пишува бугарски диалекти. Каде што пишува, например, македонско население, да пишува бугарско население. Ете, вика, само тие ситници. Тој ги одбил и за наша голема среќа, кога вистината сака да излезе на површина, неговиот студент, а после и наследник, Бернштейн, професорот Бернштейн, германец, така? Не, тој има еврејско потекло од Советскиот Сојуз,
меѓутоа многу доблесна личност, исто голем светски авторитет, тој ја открива вистината дека ова бугарите го барале од него. Дури и во 1957 година, кога гостувал во Бугарија на некое истражување, повторно бугарскиот научник Мирчев го прашал академик, го прашал Бернштейн, па добро, не ни е се уште јасно, ние сакавме да му помогнеме на Селичев, а тој така бурно реагираше, не одби. И во таа прилика Бернштейн му рекол, сега да ви ја кажам јас вистината, затоа што, вика, таа ми ја кажа професор. Така. Вика, бугарите бараа од мене, вика, да направам не научно дело, туку политичко дело. Тоа што тие го сакаат е политика и нема врска со науката. Но што се случува понатаму? Во меѓувреме Селичев паѓа во немилост на советските власти. Инаку Селичев ги познава сите словенски јазици, а тој дал придонес во светската наука меѓу останатото и во одбраната на македонските дијалекти како посебни дијалекти. Тоа е едно од најголеми, тој докторирал над македонските дијалекти на Ломоносов. Че се работи за авторитет од навистина голем калибар, светски калибар. И во универзитетот, тие, да. Но советските власти, барајќи условно кажано вештирки секаде во системот, решиле да пронајдат некој кој не се по линијата на комунистичката партија и во Советскиот сојуз во меѓу филолозите. Ги определиле таму службите кои се тие и му даваат задача на неговиот асистент Бернштейн да го следи. Меѓутоа, Бернштейн дава само позитивни, по цена позитивни информации за него и по цена да ја загрози кариерата своја. Понародно да кажам за слушателите, Бернштейн е помошник на русинот Селишчев. Асистент. Така е, тој е негов асистент, а потоа станува повторно и професор, доктор на универзитетот. И во таа немилост, Бернштейн, Селичев дошол до ситуација да нема и леп да јаде. Меѓутоа, тоа не било за него толку тешко. Тој бил еден воркохолик, еден научник, како што ги знаеме, како што е Ајнштајн и така натаму, занесени во науката, заљубени во науката. И тој го напишал делото Вовед во словенските јазици. За да се направи вовед во словенските јазици, тоа треба да имаш огромно познавање, значи грандиозно познавање. Ама тој во нив ги вметнува и македонските дијалекти како посебни и дека тоа има перспектива и ќе стане посебен јазик. Ги именува професоре дијалектите? Тој ги именува еве вака сега. Дозволи, еве овде има, се гледа, овде има очерки по македонској дијалектологија. Ова е неговата прва книга од Селишев, од 1918 година. Што значи очерки? Кажува дека есеи. Есеи за македонската дијалектологија. И внатре македонските дијалекти, говори и така натаму ги спомнува преку 300 пати. А бугарскиот дијалект во Македонија го спомнува само кога цитира некои други. Тој не се согласува со нив, но ги цитира. Тоа бугарите го земаат од контекст, го вадат. А ова другово не. Сето тоа сум го изанализирал за ова книга, тука го имаме. Исто така, Полок и неговото бугарско население, ова е исто насловот на книгата, кога прави фалсификат. А ова е дел од неговиот ракопис на Милетич, кога му пишува, вели, на мислење сум, преведувам сега од бугарски, на мислење сум дека ќе биде многу подобро да се нарече оваа книга, да се нарече Болгарското население во Полок.
а вика твојот наслов да стане поднаслов. Значи тој повторно се обидел Селичев да не става таков наслов, туку решил да се вика книгата исторически, етнографически, диалектологически очерки Северозападној Македонија. Значи, историските, етнографските, диалектолошки есеи на Северозападна Македонија. Никаде не спомнува Бугарија бугарско. И овој успева да го натера ова да биде наслов, а тоа поднаслов. Но како? Освен парите, бидејќи советските власти не сакале неговото животно дело, Тоа е ова што зборувавте? во словенските јазици. Ова е првата страница од книгата Полок и неговото бугарско население, која Бугарската академија 2020 година ја дава како доказ, еве, Селичев напишал дека македонците зборуваат бугарски јазик. Значи, тие и после 90 години тој фалсификат го користат и со тоа се фалат по светот, со овој наслов. Сега повеќе не ќе можат да се фалат, затоа што ги се откри она што се надевам дека веќе нема да се обидуваат да ја злоупотребуваат оваа книга. Имено во тие преговори меѓу двајцата научници му е понудено, му е ветено дека освен парите ќе му биде објавено неговото животно дело. Зборуваме за Милетич сега и за Селишчев. Милетич му ветил на Селишчев, да. Значи, бугаринот на Милетич веројатно тоа властите му ги даваат тие пари, нели? Бугарските. Да, не само властите, туку и Македонскиот научен институт е финансиран од ВМРО на Ванчо Михајлов. Значи тој фактички, да, тој е духовен водач на Ванчо Михајлов. Како да кажем, тој му кажува, му дава насоки. Тој е идеологот негов. Идеолошкиот гуру. И затоа Ванчо Михајлов го поддржува со огромни средства. И што се случува понатаму? Јас многу е голема приказна во ова, не знам колку имаме време, ми е страв да некои главни работи да не ги пропуштиме. Веќе 1 сат од веќе е 1 сат. И тој веднаш почнува, кога му ветил, овој се нафатил да ги смени термините внатре. И ние ги наоѓаме писмата, не ги наоѓаме писмата од Селишев до Милетич во Бугарија, затоа што тој ги чувал дома Милетич и 1944 година сојузничките бомбардирања на Софија, бидејќи биле нели администратори, ги бомбардирале сојузниците и ја погодуваат куќата на Милетич. И целата негова архива е уништена. Значи, ги немаме тие писма. Но затоа после ги побаравме со колегата Драган писмата во Русија, во руските архиви и конечно ги пронајдовме после неколку месеци трагање и тие се сите интегрално објавени, значи секоја страница од секое писмо е интегрално објавено онака како што е фототипно на бугарски, но неговиот ракопис е прекрасен и може секој да го прочита, а на другата страница е на македонски. Подисправете книгата малку. Подисправете. Да, значи така. Вака. Да. И има 41 писмо, сите се преведени. Читателот може многу лесно да ги провери, дури ги има и повертите со кои се испраќани. Значи и тоа го обезбедивме. Да. Тоа е писмо на што има внатре и така натаму, затоа што поштенските жигови тука се докази за таа кореспонденција писмена нивна. За да на крајот имаме еден дел кој се нарекува докази, нели? И тука ги образложуваме сите тие обиди и како постапно го
успева од писмо до писмо да го убеди да прави промени во самиот текст, интервенции на неговиот текст. Тоа е еден феномен кога самиот себе си научникот се побива. А тој се надевал дека ќе му се објави животното дело за словенските јазици, затоа што не гледал како ќе заврши на крај сето тоа во Советскиот сојуз. Тој бил и испратен и во Сибир 4-5 години. Значи, е третиран навистина многу лошо и затоа тој се согласил да жртвува едно свое дело, да направи фалсификат и за да се објават сите овие другиве дела и да добие некакви парични средства. Но ми се чини дека парите толку не биле важни колку што било ова битно. Да му објават. И на крајот не му објавиле ништо. Милетич го лаже 6 години, не објавува, за да на крајот и престанал да му плаќа хонорари и за статиите од 1934-35 година, престанува да му ги плаќа статиите што ги објавува во Македонски преглед, од едноставна причина, вели, сега нема ни институтот пари. А зошто нема пари? Па затоа што бугарската држава ја укинува ВМРО на Михајлов и нема пари, нема бизнис. Значи, Михајлов ВМРО не може да го финансира Милетич и Милетич не може да ги финансира тие дописниците што работеле за многу убави пари таму. Така што се е поврзано. Во книгата имате поместено 3 писма се од 1928 година, 6 писма се на Милетич до Селишчев 29 година, 8 писма се во 30 година, 6 писма се 31 година и понатаму 5 писма 32, 10 се 33 и 37 година само 2 писма. Значи, тука нема од 34 година, 35 и 36 година. Одлично сте забележале, тоа е од проста причина, затоа што Селишчев бил од советските власти испратен во Сибир, каде што целокупниот негов контакт со светот бил изолиран. И Милетич во едно писмо признава, вика, јас не знаев и дали сте воопшто жив, значи во тој период. Но кога продолжуваат со понатамошната соработка, бидејќи немаат веќе пари, и Селишчев веќе одбива да работи за институтот. Ако имаме време, еве, например, некои детали од писмата да прочитаме. Повели. Значи, во писмото од 23 септември 1928 година, Милетич го известува Селишчев дека примил од него 2 примероци од етнографската карта на Полок. Значи, сега му рекол на крај, се и етнографска карта стави. И ставил етнографска, ама слушателите да кажеме дека е Тетовско, Полок е во Тетовско Полок, така е. Етнографска карта на Полок. Така. Ама вика, ќе ми ја испратиш за да јас видам, да ја проверам дали е во ред. И кога ја испратил, тој видел дека никаде не напишал дека живеат там бугари. И му вели вака. Мощно интересно. Поважно е именувањето македонски бугари. Милетич му вели во писмото на Селишчев. Имате право дека именувањето Словени за разликување од другите, затоа што он напишал Словени, не напишал македонци, македонски Словени, само Словени, за да колку што може и тој го намали тој фалсификат што го прави, тој е свесен што прави. И вика, имате право, вика, дека треба да се разликува словените од другото население кој живее таму. И вика, е тоа практично посебно важно за рускиот читател, но при тоа
се со оглед на кривото толкување, кое му се дава од српска страна, е подобро и затоа ако не секогаш, тогаш барем овде онде би требало да се служите повеќе со дефинирањето име бугарски словени на Македонија, болгарски славјани Македонии, ако не сакате да го користите општо прифатеното име македонски бугари. Значи тој го прогласува тоа што го практикуваат денес бугарите. Тоа што го практикуваат, па му вели овде онде барем некаде спомни тоа. Значи доволно на нив еднаш некаде се спомне и после спомнува македонски бугари. Така, да. Значи тоа му било поентата цело време. Или на пример му вели во едно писмо Селичев му најавува дека се повлекува од овој проект, затоа што немаат пари да му ја испечатат книгата Животното дело. И тој ги бара назад. Значи, не му биле толку важни парите, туку му било важно неговото животно дело, кој ден денеска се цитира во науката. Ама таму некаде стојат македонски дијалекти, македонски јазик стои. И затоа тие не му го направиле тоа. И вели вака, тоа што вистински ме натажи, сега повторно Милетич на Селичев, е вашето откажување да ја објавите својата работа за полок и да го довршите второто издание на дијалектологијата за кое ветувавте. Навистина, нашата академија која загазила со градење на зградата во долг од 8 милиони лева, сега се наоѓа во крајно финансиски тешкоти. Како да прекина интернетот, професоре? Прифатениот хонорар на авторот го убедува да остане во таа работа, повторно го убедува дека ќе се најде начин како ќе му се тоа дело ќе му се објави, што го бара, но фактички народски кажано го влече за нос цело време и успеал во тоа. И му вели, но и ваквиот начин на финансирање и објавување на книгата по забрзана постапка Милетич ја условува. И му вели, се разбира дека без да се промени нешто во текстот, како што на руски е напишан, значи на руски напишал македонски дијалекти, македонско население, вика, ако тоа не го направиш, вика, од вас, вика, и во картата, само насловниот лист би требало и во двата случаи да се каже, например, македонските бугари во Тетовско. Поимот македонски словени внатре во текстот ќе може да остане во одделни случаи. Бидејќи како што и вие објаснувате, тој во други случаи заменет со името бугари. Значи, тој наоѓал исто така водел борба како да оправдување зошто пишувал македонски словени, а не бугари. Ама овој го тера на неговата воденица цело време, за да излече од него, па после да мафта со таа книга, еве го големиот Селичев напишал дека македонците се бугари или дека зборуваат бугарски јазик. И вели, се надевам дека вие пријателски ќе ми поверувате дека сум ви ја кажал самата вистина и ќе ме извините и мене лично дека во случајот што се однесува на вашиот вовет се мисли на животното дело, не можев да направам нешто повеќе. Ракописот по вашата желба е веќе пратен во вашата адреса. Овој го од недоверба им го бара назад ракописот. И сега на пример овде има, вели вака, во едно друго писмо му вели, во врска со насловот на првиот ваш труд. Сега ова многу важно. Која година е писмото? Ова е на 1 април 1929 година. Веќе е во годината на издавањето. Во врска со насловот на првиот ваш труд се искажа желба да се видоизмени така за да стане јасно за секој. Името Полок на друго место, освен во Тетовско и Гостиварско, е слабо познато. Значи, овој напишал есеи за македонските дијалекти во Полок.
и сега овој го убедува зошто не е тоа добро. Вика дека во Полок само вика тие го знаат дека се вика Полок, едва и никој во Бугарија не го знае, камоли светот. И вели, затоа останува да се договорам со вас по тоа прашање. Мислам дека би било најдобро да се каже бугарско население во Полок. Еве го директната интервенција негова за насловот. За краткост да се каже бугарско население во Полок. Со појаснување дадено од вас под насловот. Историски есеи на Северозападна Македонија и така натаму, со последното доволно се посочува географската местоположба на Полок. И тоа е клучниот, не го оставил никаде во ниту еден дел од книгата да не се спомнува нешто бугарско. Значи, целосно тенденциозен еден труд, за да на крајот го информира дека се печати книгата и вели најпосле да одбележам дека за вашиот труд ќе се исплати прифатениот хонорар, преспетан во печатен табак. Инаку, во секое писмо го подсетува да не се грижи дека пари ќе му дадат и така натаму. Цело време фактички го наведува полека за да се прекрши Селичев и неговите научни ставови сам себе си да ги побие. Тука сакав да ве прашам дали врз ова се потпира Тодор Живков и неговата политика после неговото доаѓање на власт. Да, благодарам за прашањето. Во книгава имаме посебен дел издвоено со колегата, и тоа е посебен наслов, значи како невистината се трансформира во вистина и научен аргумент, каде што ги анализираме сега кои потези ги влече Бугарија со оваа книга. Веднаш да кажам дека за 2 недели од печатењето на книгата Милетич ја испрати листата книга по сите можни европски и светски славистички центри за 2 недели. И во научни списанија, за да истата книга се прикажува, се обработува и да влијае како авторитет на сите. Затоа што во едно писмо и тоа го вика. Друго е, јас вика исто го знам како вас, ама друго е кога вие ќе кажете рускиот славист Селичев тоа го напишал. Так. И тоа ќе има поголем ефект. И тоа му го признавал. Сега, она што на вашето прашање што рековте за Тодор Живковиот период, тоа е многу интересно. Тие од 1968 година, кога се носи една одлука на централниот, тоа е на еден пленум на Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија, на која се експлицитно се забранува било каква употреба на името македонци и македонски јазик во сите можни дела и институции во Бугарија и на сите можни нивоа на меѓународно ниво, на меѓународната сцена, каде што ќе делуваат сите можни институции. Например, во странство ќе делуваат и дадени се задачи. Ќе се делува преку амбасадите, преку амбасадорите, преку изложби, преку издавање на книги на странски јазици. Што треба да се направи во училиштата? Што треба да се направи на меѓународните симпозиуми? Што треба да се направи со македонските научници? Како да се придобиваат, како со фино да им се дели бугарска литература и така натаму. Во сите тие насоки ја има и оваа книга, дека кога ќе се дискутира за македонскиот јазик, задолжително да се цитира Селичев. И, например, имам дадено сега тука, може би ти да прикажеш некој од овие на снимки што ги има, ми се чини ги имаме тука, каде што се прикажани некои наслови на книги, односно тие ги нарекуваат некакви службени белешки, упатства,
со кои се дава насока на историчарите, лингвистите, на научниците, која литература да ја употребуваат, на кои книги да се повикуваат. Например, се сеќавам, речи си едно до друго, ја го препорачуваат и Верковиќ. А Верковиќ исто така докажа науката дека правил големи фалсификати со одредени учители бугарски во Пиринска Македонија, каде што расказите и песните од Пиринска Македонија им се додавани бугарски зборови. За да истите, потоа Верковиќ ги објави како собрани негови народни песни и раскази од Пиринска Македонија, за да научниот свет да може да ги анализира. Значи, и таа книга се препорачува од живковистичкиот режим и она на Селишев. Полок е го българско население. И гледаме еден континуитет кој за жал до ден денес трае. И она што беше многу интересно, на неколку дена пред да се објави оваа книга, повторно една професорка од Бугарската академија повторно го напаѓа Блаже Конески и препорачува да се чита Селичев на неколку дена пред објавувањето на оваа книга. Значи, се надевам сега, се уште немам видено дека после објавувањето на книгата има било какви реакции, но се надевам дека веќе таа книга фалсификат нема да се злоупотребува за овие. Па еве сега го имаме тоа во парламентот на Европската унија. На 24-ти, нели, ќе се решава дали постои македонскиот јазик или односно дали постоеше или е пак сега од 45-та година, исто така и за идентитетот. Што мислите, што ќе се случи? Имаме и уште едно прашање, баш денес се гледав една историчарка зборуваше за македонизмот сега во Грција. Од досега зборуваа за македонизмот во Република Македонија, сега почнаа да зборуваат за македонизмот во Грција. Како сегашното... Тоа е многу интересно, да. Да, како сегашното македонско население се чувствувало бугарско, меѓутоа пееле песни македонски. И еве да го завршиме, да заклучиме интервјуто со тоа, што ќе се случи на 24 јуни? Европа ќе потклепне повторно под притисоците на големите сили, односно тие се што го креираат идентитетот и јазикот од Берлинскиот конгрес, преку Букурешкиот договор, преку Париските, Версајскиот договор, па преку Техеран, Јалта, Лисабонската декларација, па приемот во Обединетите нации под поранешна Југословенска република, па промена на името сега што беше, еве вчера беше, нели, од 2017 година, 8 години. Сето тоа е со подкрепа спрема мене на големите сили, инаку не би можеле овие сами да го направат тоа. Кој е вашиот став, вашето мислење, што ќе излези резултатот? Ова е моje лично мислење дека Европската Унија нема капацитет да го реши ова прашање, затоа што до сега така беше. Тоа е една работа. Втора работа е што се уште ветото може да се користи по сите основи, но во овој случај треба да има гласање. И јас се надевам дека за прв пат ќе бидат толку доблесни европските бирократи да се држат до сите оние постулати на кои се базира Европската Унија. А тоа е почитување на малцинските права во Европската Унија како амалгам кој ја држи Европската Унија, како гаранција дека Европската Унија ќе опстане. Заради тие малцинства
во Европа се водени илјадници војни. И Европската унија како идеја беше кога веќе сме сите во една унија, веќе нема малцинства. И наеднаш две нови членки кои не ги исполнуваат условите за Европската унија, а ги примија заради други причини, почнаа да го злоупотребуваат ветото токму по овие основи, односно наместо Европа да го европеизира Балканот, успеа овие две балкански држави да ја балканизираат Европа. И тоа е најтажниот момент. Единствено што ни останува е да се надеваме на чистата совест на тие што ќе гласат. Јас верувам дека најголемиот број од нив, ако се гласа, ќе гласаат во полза на Македонија, македонскиот народ и македонскиот јазик. Друго не постои. Друго е политика, друго е тенденција, друго е задоволување на шовинистички страсти од 19-тиот век, кои се уште се дел од матрицата на овие соседни држави и од стратегијата. Гледате што се случи во бугарскиот парламент. Едногласно се носат одлуки, но тоа е индоктринирано население. Тоа се со децении се учи сосема нешто друго. И тие се надеваат дека кога и во Македонија ќе се воведе во учебниците истото, тогаш веќе ќе имаат доволно како да го наречам тоа, критична маса на луѓе, кои еден ден ќе ги претворат тие луѓе во бугари, како што и во Бугарија се создадени тие. И оние кои се со македонско потекло, кои се убедени дека е тоа така, например, кога јас ги соочувам со факти, се гледа дека фактички тие, па вели, и дедо ми така учеше, и татко ми учеше, и јас тоа сум учел, не барајте од мене сега јас подруго да... Ама зошто барате од нас тогаш? Тоа е ваш проблем. Така што сметам дека ако се дозволи гласањето ќе биде позитивно за Македонија, но се плашам од нови интервенции. Се плашам дека повторно ќе дојде од некакви одложувања, додека не се изврши некој клучен притисок и лобирања, затоа што лобирањата кај тие бирократи европски е многу силно, моќно, иако земаат огромни плати по кој знае колку илјади евра, тие исто се однесуваат од наши практиканти, ви зборувам во Брисел. Исто се откуцуваат, па ги снемува од работа. Ама и воопшто не попуштаат пред нивната геостратегишка политика. Исто на седниците ги нема никаде пратениците. Кога се дискутира, гледате само 5 од 500 луѓе. Еден зборува само, другите спијат и така натаму. Така што не сакам да глорифицирам нешто што не е така. Тоа сум се уверил многу пати и го задржувам ова како мое мислење, се оградувам од било што. Инаку, да искористам и прилика да се заблагодарам на Државниот архив за издавањето на оваа книга и се надевам и јас како долгогодишен вработен тука во Државниот архив ќе продолжиме вака да работиме и во иднина во интерес на научната вистина. Професоре, ви благодарам многу за времето што го одвоивте за нас овде во Австралија и се надеваме дека ќе продолжиме со нашите контакти, интервјуа, па и вашата книга некако ќе стигне и овде во Австралија. Да, се надевам. Јас благодарам на отстапениот простор и ви посакувам се најубаво, да имате убав ден. Сега не знам ни колку е времето таму, може би треба утрешниот ден да ви го, ако е навечер досна. И така, но како и да е, најубави желби и поздрави од тука до сите вас. Ви благодарам многу. Кај нас е сега 9:20 часот навечер.
но интервјуто е за утре на Македонската радио програма. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.